Се договаравме никако во онаа Вибер комуникација дека треба автопат да ни биде местото каде што ќе ни биде директорот на Македонија Пат, која што е одговорна за автопатите широм Македонија, за чистење на автопатите во овие зимски услови, но интересен ни беше овој дел. Овде се наоѓа само еден дел од механизацијата. Значи ние се наоѓаме во Петровец, ќе ни објасни директорот каде поточно и колку тие имаат всушност механизација. Ова задна се само дел од машините кои што одат на расчистување на снегот. И сега тука додека чекавме новолинковско вклучување, на вистина луѓето од овде од зимската служба ми објаснуваа што е она што треба да го знаеме сите ние како гледачи и како учесници во сообраќајот и на што треба да внимаваме и можеби да апелираме на сите учесници во сообраќајот. Но еве, започнуваме со директорот Костадин Ацевски. Тој ноќеска, нели, еве ви благодарам јавно што не информираше преку фотографии како изгледа Македонија, нели, на тие автопати, на дел од автопатите. Господин Ацевски, да, не знам сега од кога сте на оваа функција, но дали знаевте дека ќе ви се случува ова, дека сите некако ќе го вперат пиштолот, како велат, нели, во филмовите каубојски кон Македонија Пат, кога ќе дојде снегот и кога ќе нема да биде расчистен сите автопати низ целата држава? Најпрво добро утро и поздрав до гледачите на утринската програма на Телма телевизија. Нова функција сум од 3 јануари, меѓутоа беше очекувано и знаев на некој начин со што ќе се соочиме, бидејќи и јас како граѓанин сум бил во таа ситуација, секогаш прстот да го вперуваме во оние најодговорните за превенирање или одржување на одредени и менеджирање на одредени ситуации, без при тоа да знаеме конкретно со која е целата проблематика за справување со одредена состојба. Која е целата проблематика всушност? Колку имаме механизација? Колку механизација има Македонија Пат? Кој се вклучува во тоа? Како тргнува се? Или тука кој имаме човекот одговорен, нели, на зимската служба, па ќе ни раскаже многу повеќе детали кои што ми ги раскажа предоводно. Вака, значи Јавното предпријатие Македонија Пат работи по програма за зимско одржување на патиштата и во рамките на таа програма има одредени степени на делување. Сега сме во втор степен, што значи 24 часовно дежурство на 38 пунктови на целата територија на државата со сите расположливи средства, што значи механизација од 86 возила од јавното предпријатие и дополнително 109 возила од трети лица. Сега имаме дел механизација која што тргнува во расчистување или до расчистување на некој од автопатите, да. И како има дежурства на 38 пунктови во текот на 24 часа и не само дежурства, туку во зависност од временските услови и превентивно опасочување, фрлање сол, а во случај на снежни врнежи и по создавање на услови и расчистување на коловозот, односно физичко расчистување со употреба на механизацијата, односно опуштање на ножевите и чистење на коловозот. Значи сега како се нова функција знаете дека не е баш така едноставно да бидат сите коловози чистени. Сега од кога сум нова функција знам дека јавното предпријатие не може да биде изненадено од снегот, бидејќи со почетокот на зимската сезона има 24 часовни дежурства на сите 38 пункта и превентивно и интервентно делување во случај на снежни врнежи. Она што можеби не го разбираме е тоа дека во зимски услови одржувањето на патиштата не значи дека треба да возиме по црн коловоз, односно во асфалт. Одржувањето на патиштата значи во односно во ударниот момент да обезбедиме прооднос и непречено одвивање на сообраќајот на сите патни правци на територијата на републиката. Да. Ќе се вратиме и кај вас повторно. Добро е, можеме да почнеме со Линков. Да. Не сите сме научени пред камера, нели? Ова мене ми е работа, вас не вие, вас вие она што ми го раскажувавте. Се надевам дека барем од ова Методи Попов, иначе одговорен на зимската служба во Македонија Пат. Кажете ми она што ми го зборувавте. Значи сега, како што кажа директорот, се во втората фаза на тоа, нели? Не ви втор степен на припрема. Не ви изненади вас снегот како што науча на факултет, нели? Македонија Пат и оваа година ги изненади снегот, така? Но секогаш знаете, вие се веројатно граѓани, и вие знаете дека, нели, кога не сте биле дел од оваа служба, веројатно и вие сте го жували истото, како да кажем. Па, веројатно се работи за перцепција, кој како ви перцепира работите. Јас одговорно тврдам дека снегот никогаш не ни изненадил, дека
си придржуваме кон програмата, дека 24 часа дежураме и во рамките на нашите можности интервенираме со сите расположиви средства. Постои незадоволство, јас сум свесен за тоа, ние ги трпиме критиките, тешко ни паѓаат, особено тешко им паѓаат на оние што 24 часа дежураат и под тешки услови со лоша механизација се трудат да не обезбедат проводни патишта. Ајде да ми споминате за оној дел кој што ми го раскажувавте пред ова линковско вклучување. Значи како одат, да речеме во 4 часот наутро, така без разлика дали има снег, без разлика дали има врнежи. Тоа е превентивно посипување каде што ние во 4 часот наутро од сите пунктови делуваме нормално. Патиштата, и тоа треба да знаете, се поделени на приоритети. Значи има од прв до четврти приоритет на патишта. И нормално при снежни врнежи пред се одржуваат патиштата од прв ред. Да. Како оди механизацијата? Тоа ме интересира. Одат, како ми рековте, 3 возила, одат еден? Не, тоа зависи, да речеме, на автопат, да, затоа што има 2 ленти, да речеме, и треба се опфатат и 2 ленти. Значи одат во спрег, ние тоа го викаме. Да, едното возило понапред, каде што е плужи, значи тоа збориме за плужење, плужи и с него, да речеме, го префрла кај соседното возило, а тоа го изфрлува од колос, односно на лентата за запирање, која што не ја чистиме се до момент додека не престанат. Да. И сега и уште нешто што треба да го знаеме, дека оваа механизација е спремна да направи, како ми рековте, не скроз до коловоз, не може да дојде тој дел. Да го исоча снегот. Значи ние викаме тоа, кога бараме извештај, да речеме, од вработените и тие ни кажуваат дека е оплужено и снег има колку што останува под ножот. Значи ножот на одредени делови гребе по асфалтот, но на одредени, нели поради нерамнините вакво, не може до коловоз, не може да добиеме црн коловоз со едно плужење и едно опесочување. Плюс треба да се знае дека треба време за да реагира солта, значи во зависност од температурата, колку е пониска, толку поспоро реагира солта и ефикасна е дока е некои минус 6 степени солта. После тоа се поспоро и поспоро реагира и веќе на температури од минус 20, да речеме, таа веќе не делува. Да. Добро, ви благодарам за овој дел од вклучувањето. Мислам дека не беше тешко во вашето, нели? Само изгледа вака тешко пред вклучувањето. И сега, господин Ацевски, за крај на овој линк, затоа што имаме ние во утринската, нели, и други содржини, да ве прашам, останувате вие на терен секако, нели? Тоа ни треба да го прашаме. Да, секако цело време. Службите остануваат на терен 24/7, а ние сме тука да ги обезбедиме сите услови за нивно работење, нормално за непречено одвивање на сообраќајот на сите патни правци на територијата на нашата држава. Сега заедно да ве прашам, спиевте нокеска? Видете. Спиевте, господине? Многу малце, да. Многу малце, да. И сега нема време за спиење, продолжувате натаму. Значи да им кажеме на сите кои што не гледаат дека навистина, еве јас кажувам дека директорот од прва ни се јави и дека од прва го закажавме ова линковско вклучување и мислам дека е најдобро вака, нели? Тука да бидат службите и одговорните да ни кажат и да апелираат до сите нас, еве јас апелирам до вас дека треба, на пример Миладиновци Штип вчера од она што ми го кажа директорот во вчерашниот дел на оваа подготовка на ова линковско вклучување, се случил хаосот во сообраќајот само заради тоа што товарното возило имало летни гуми. Замислете, во сред зима, тие имаат втор дел од она, нели, зимско расчистување на автопатите, а некој се обидел да вози товарно возило со летни гуми. Не треба да кажуваме дека многу одамна е почната зимската сезона на зимски гуми, но тоа е, јас што го знам од сообраќај, ни кажа многу повеќе одговорните. Македонија пат останува и натаму на автопатите. Ова се само дел од механизацијата, како ни кажа директорот, имаат 38 пунктови низ државата. Така ве разбирам. Пунктови на целата територија. Јас
јас во оваа прилика сакам да апелирам да се почитуваат одредбите од Законот за безбедност во сообраќајот, да се прилагоди брзината, да се користи зимска опрема, бидејќи многу често и тоа е причината за застој во сообраќајот, а потоа кога ќе дојде до застој нашите возила не може да излезат на терен и да извршат расчистување на соодветниот патен правец. Така е, добро. Јас мислам дека сме задоволни сите ние како граѓани од она што пардон, ни го кажа овде одговорните и се надевам дека ќе останеме на релација ние да бидеме нивниот медиум, да кажеме што ти е направила. Кате, само сакам нешто да прашам, бидејќи имам и сам забележено посебно кога патував на кај Охрид, дали на патиштата регионално се фрла само сол или во одредени терени заради безбедност или некоја друга причина, недостаток на сол, се фрла и некаков нешто друго. Имам впечаток дека наместа имаше фрлено на патиштата и ситни камчиња шљунак, што викаме. Ќе те замолам да го прашаш директорот. Аха. Ајде, да. Еве, директорот или одговорниот? Ајде, може би знае директорот. Значи, прашува Ненат од студио дека, например, на кај Охрид тама, не само сол, туку се гледа како шљунак на патиштата. Дали тоа навистина? Тоа е описочувањето. Описочување. Да, описочувањето. Ајде. Вака ќе ви кажам, ние долг период се обидуваме да изнајдеме сили да го промениме начинот на одржување, односно овој застарен тип на одржување, каде што употребуваме и камен агрегат и патна сол, да. Постојат многу посовремени, за жал потребно е целокупната механизација да се промени, за да дојдеме, тоа се вика влажно опесочување, односно претходно влажење на солта, каде што не се употребува камен агрегат, туку само сол која што претходно се влажи со солен раствор. Сега тоа може Има процедура и се магнезиум хлорид или сам не е битно, сега малце само влажната сол поголем дава значење дека не е шљунак со сол, туку е само дека е претходно влажење се вика тоа и дека таа сол многу побрзо реагира и на пониски температури за тоа што е подпомогната од другите сите. ете така. Добро. За да делува солта, значи она треба да ја собере топлината од околината за да може да го стопи снегот и односно треба да се создаде солен раствор. Тоа е тој што го топи снегот и мразот. Да. Така е, добро. Јас мислам дека сме задоволни. Да, покомплексно е објаснувањето, но ева, се обидовме да објасниме што е начинот. Уште еден детал, да вако се обидуваме барем на автопатиштата да не употребуваме во последниве неколку години, да не употребуваме камена ризла, затоа што доаѓа нели при поголеми брзини оштетување на возилата и имаме реакција од ова која е оправдана. За жал се уште немаме можност да преминеме на влажно опесочување, со што би ги избегнале тие. Овако и би било полесно за нас, затоа што многу поквалитетно би се одржувале патиштата. Да. Сега јас мислам дека сме задоволни.